По 50 години заедно почина сопругата на милиардерот Ричард Бренсон. Милиардерот секој пат ја користеше можноста да каже нешто убаво за неа и велеше дека таа му е најголема поддршка и негова карпа. Милиардерот Ричард Бренсон соопшти дека неговата сакана сопруга Џоан починала на 80 годишна возраст. Тој ги сподели тажните вести вчера. Со скршено срце споделувам дека Џоан, која ми беше сопруга и партнер 50 години, почина. Таа беше најдобрата мајка и баба што нашите деца и внуци би можеле да ја посакаат. Таа беше мојот најдобар пријател, мојата карпа, светлината што ме води, мојот свет. Те сакам за секогаш, Џоан. Во светот на милиардерите, каде разводите не се реткост, Џоан и Ричард беа пример за успешен и среќен брак. Пред само еден месец, Ричард сподели фотографија со сопругата со опис: на сите им треба по една Џоан во животот. Актерката Бриджит Бардо била итно префрлена во болница по операција поради сериозна болест со која се борела веќе некое време, објавува Daily Mail. Актерката, која има 91 година, наводно била примена во приватната клиника Сен-Жан во Тулон пред околу 10 дена, каде што се уште се лекува. Бриджит Бардо ја напуштила болницата на почетокот на октомври по мала операција, а деталите за болеста не беа откриени за јавноста. По повеќе од 3 недели поминати во споменатата клиника во Тулон, таа се вратила во својот дом во Сен-Тропе. Во тоа време нејзиниот портпарол изјавил за Daily Mail: Господја Бардо се врати дома и сега одмора. Таа е добра. Сепак францускиот медиум Низ Матен неодамна објави дека познатата актерка повторно била итно префрлена во болница поради истиот здравствен проблем. Лазар Паковски е роден во Скопје на 26 ноември 1950 година. Тој е познат филмски и телевизиски монтажер и режисер, дипломиран на Факултетот за драмски уметности во Белград. Како аматер и волонтер на монтажа започнал да работи во Вардар филм и во РТФ Скопје. Активно почнува да се занимава со филм во 76 година во Вардар филм како асистент монтажер на играниот филм Најдолгиот пат, а самостојно како монтажер во 77 година на филмот Исправи се Делфина. Од 78 година започнува да работи во РТФ Скопје како монтажер и режисер на документарни и телевизиски филмови. За својата работа има добиено значајни награди и признанија, меѓу кои и наградата за документарниот филм Камен на фестивалот во Неум и во Загреб. Проектот, поддржан од Полската амбасада и од Министерството за култура и туризам за реконструкција на гледалиштето на театар комедија во Скопје е завршен, а публиката на 28 ноември ќе има можност во обновената сала да ја види премиерата на представата Ивона, принцесата од Бургундија. Вчера во театарот беше означен крајот на градежниот зафат и отворање на салата, која во иднина ќе овозможи на публиката соодветни услови за следење на представите. Театар комедија е еден од најмладите, но и најпосетените театри во Република Македонија. Од пред 20 дена почна промената на старите амортизирани столчиња, како и на подот во театар комедија. Тие столчиња има една историја од 60-на години и носат некоја емоција, традиција, но сепак тие беа нефункционални и имаше големи поплаки од самата публика. Благодарение на донацијата на Полската амбасада од 2 милиони денари за проектот кој чини околу 9 милиони денари и во кој Министерството за култура учествува со преку 5,3 милиони денари, гледалиштето е обновено, посочи министерот Љутков.